големи зборови и големи бројки, но малку аргументи во вашето излагање. Првото прашање содржи барање да се коментира за политички случувања и за истражна постапка што се води во друга земја, во Турција, и која што е базирано на изјави кои што воопшто не се истражени до крај и каде што имам од вас искажано многу шпекулации за кои што вие не изнесовте аргументи. Ако вие располагате со информација која што е сигурна дека се пренеле милиони евра по нелегален пат, ве молам да имате обврска да го пријавите тоа како пратеник. Универзитетите се финансираат од донации, но тоа не значи дека по нелегален пат е направена ако имало трансакција. Во Република Македонија законот ограничува колку смее да се пренесе преку граница во готовина, а исто така за банките, за банкарските трансакции постојат обврски за секоја трансакција што е над 10.000 евра да биде пријавена во управата за спречување на перење пари и кога е направена по легален пат, односно префрлање трансфер на пари од банка во банка. Сето друго представуваат ваши шпекулации за кои што никој не може да коментира или да се изјасни, бидејќи немате ни еден доказ, ниту пак кажавте на база на што ги изнесувате овие квалификации. Во секој случај ние ги почитуваме законите во Република Македонија. Управата за спречување перење пари има обврска за секоја пријавена трансакција од страна на банките што е над 10.000 евра да го провери потеклото на парите и да провери дали по легален пат се пренесени во Република Македонија, а Народна банка на Република Македонија пак има обврска да ги контролира трансакциите на банките и целокупното работење на банките. Со оглед дека вие не кажавте на база на што сметате дека се извршила трансакцијата, чисто само шпекулирате дека имало некаква трансакција, не би можел понатака друго да искоментирам, освен да ви кажам дека согласно овие закони е следено и контролирано работењето на секоја банка во Република Македонија и дека секоја трансакција, не милион евра, туку над 10.000 евра, ако стигне во банка, должни се банките да пријават, управата за спречување на перење пари ја проверува. Ако станува збор за граѓани кои што пренесуваат пари во кеш преку граница, тие се должни да пополнат образец во кој што ќе наведат колку пари имаат во готовина, на кој начин ги стекнале и зошто ги пренесуваат во готовина. Значи сите трансакции се во тој дел, значи и со закон дозволени и се контролираат од страна на надлежните институции. Така да би замолил да не се работи со шпекулации, да не се изнесуваат работи за кои што нема дополнителна аргументација или факти. Ако ги имате пак, пријавете ги во надлежните институции, бидејќи тоа е и ваша обврска, не само право. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Радмила Шекеринска. Повелете. Некои работи не се менуваат. Минатиот пат премиерот индиректно го избегна одговорот на моето пратеничко прашање и ми препорача дека неговиот братучет на соодветен начин ќе ми одговори. Сега повторно го прави истото. На прашање упатено до премиерот, побара министерот за финансии да одговори на нему својствен начин, арогантно и со напад. Господине премиер, имам дополнително прашање. И очекувам дека, или се надевам дека ќе соберете доволно храброст за некои работи вие да одговарате. Или со ваквото молчење покажувате дека и вие не верувате во ова што ви го зборува вашиот вице-премиер и министер за финансии. Господине премиер, јас не зборувам за трансфери преку банки. Оти колку што јас знам, трансфер преку банка на пари скриени во кутија за чевли нема. Зборувам за црни пари и на сите тоа им е јасно. И зборувам не за докази, туку за изјави пренесени во половина меѓународен печат. Еве што кажа директорот на Халк банка во моментот откако го уапсија. Значи кажа дека парите биле наменети за Македонија, требале да одат преку Халк банка, но ако ги оставев во банката, ќе требаше да пријавам на кое име ќе бидат пратени, на кое име депонирани и за која цел. На што звучи ова, премиер? Ова звучи на корупција, ова звучи на нелегални трансфери и ова звучи на криење, не само на луѓето кои што се вмешани, туку и на причините за финансирање. И уште нешто, вели вака, тоа е причината зошто ги зачував овие средства дома. Дел од парите
околу 950.000 евра успеавме да ги пратиме во Македонија. Во кутии со чевли преку банка ги праќаа во Македонија. Господине премиер, јас не спомнав ни универзитет, ни кој е финансиран. Очигледно министерот за финансии знае нешто повеќе отколку што сака да каже или е ишкамувата од својата глава. Меѓутоа, интересно е дека во оваа држава Министерството за внатрешни работи мисли дека ова нешто треба да се отспие. Да се појавеше, замислете, информација дека некој кажал, еве, дека јас или било кој од моите колеги трансферира пари во кутии за чевли. Ке не бесевте на плоштад. Ама за ова колективен и координиран молк. Моето дополнително прашање гласи: кој и која институција во оваа држава покрена истрага за јавно искажани изјави во кои се кажува дека со црни пари се финансира некој и нешто во Македонија? Понатамошното молчење, господине премиер, навистина како сметаме како соучесниство во сево ова. Благодарам. Пратеничката не е задоволна одговорот, има дополнително пратеничко прашање. Одговор ќе добиете на дополнителното пратеничко прашање од министерот за финанси. Повелете. Господја Шекеринска, ќе се обидам да повторам што вие велите. Фатен е некој во истражна постапка што е на сам почеток во странство и тој изјавил дека имал намера да носи пари во готовина во Република Македонија. Нити ги донел, нити е граѓанин на Република Македонија. И вие викате што чекате вие? Прво, не ги донеле парите во Македонија. А ако ги донеселе, ве уверувам, ќе бил фатен на граница, како што претходно сами кажавте, сме фатиле многу други случаи. Значи, хипотетичко е прашањето и сега на хипотетичко прашање за некој што е странски државјанин и што дал само изјава дека имал намера, вие велите кај е вашата одговорност да постапите. Ке постапиме ако се обидел човекот да ги донесе парите во готовина и ако се обидел да пренесе готовина повеќе од што дозволуваат законите во Република Македонија, ке бил фатен како што и многу други беа фатени, ве уверувам. Тоа е одговорот на вашето второ прашање. Значи, ако дошол, ќе си следела постапка на царина, царината е надлежна, не МВР, да ви објаснам исто така, и ќе бил фатен како и сите други што ги цитиравте дека биле фатени. Но овде се работи за изјава на странски државјанин дека имал намера да прави нешто и ние како институции што треба да направиме во таа ситуација и како да постапиме според вас. Значи, ќе постапиме и постапуваме тогаш кога се случуваат работите и тогаш се фаќаат на граница луѓето ако се обиделе да пренесат кеш или пак преку банките ако се обидат нелегална трансакција. Значи, ве молам, институциите не може да постапуваат на база на изјава на странски државјанин дадена во истражна постапка дека имал намера нешто да прави. Благодарам.